Новата програма на ВМРО-ДПМН предвидува отворање на нови 70.000 работни места, со што невработеноста во рок од 2 години би паднала од сегашните 24 на 17%. Предвидено е зголемување на платите во јавниот сектор за 10,25% и тоа 5% во јануари 2018 година и 5% во 2020 година. Ова не се само предизборни ветувања, туку и избор кој ќе биде исполнет, истакна денес пред медиумите кандидатот за пратеник од ВМРО-ДПМН Никола Мицески. Континуирано и реално ќе расне и минималната плата и од постојните 10.080 денари пред крајот на мандатот во 2020 година ќе биде 14.000 денари. За подсетување, минималната плата ја воведе владата на ВМРО-ДПМН и покрај противењето на опозицијата, а деновиме слушаме како се расфрлаат со нереални ветувања за минималец, иако тврдеа претходно дека тоа е лош проект. ВМРО-ДПМН ветува дека во континуитет ќе расте и минималната плата, а тука влегува и зголемувањето на фондот за мали и средни предпријатија. За да се поттикне вработувањето, со новата програма е предвидена и финансиска линија за домашните компании во висина од 101 милион евра со ниска и фиксна каматна стапка од само 5,5% годишно и рок на отплата од 8 години за инвестиции и до 3 години за обратни средства. Ветувањата од ВМРО-ДПМН се дека ќе продолжи и политиката на рамни и ниски даноци, вклучително со 0% данок на реинвестирана добивка и намалување на стапката на ДДВ од 18 на 5% за нова серија на производи.